Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на Советот на општина Битола на ден 17.6. во 11 часот со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола од 2022 година. Точка број 2. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижополе во вид на урбанистичко-планска документација КП број 635 КО Нижополе. Надолу ќе ги прочитам само катастарските парцели. Точка број 3, КП број 395 кроз 14 КО Раштани. Точка број 4, КП број 433 КО Раштани. Точка број 5, КП број 673 КО Раштани. Точка број 6, КП број 2568 кроз 7 КО Кукуречани. Точка број 7, КП број 1711 КО Кукуречани. Точка број 8, КП број 2067 КО Кукуречани. Точка број 9, КП број 2169 КО Кукуречани. Точка број 10, КП број 2091 и 2092 КО Кукуречани. Точка број 11, КП број 441 кроз 2 КО Буково. Точка број 12, КП број 836 КО Габалавци. Точка број 13, КП број 131 кроз 4 КО Кравари. Точка број 14, КП број 165 КО Кравари. Точка број 15, КП број 189 кроз 9 КО Кравари. Точка број 16, КП број 417 кроз 1 КО Кравари. Точка број 17, КП број 175 кроз 8 КО Кравари. Точка број 18, КП број 1485 КО Логоварди. Точка број 19, КП број 1405 кроз 5 КО Бистрица. Точка број 20, КП број 63 кроз 7 КО Бистрица. 21, КП број 401 кроз 7 КО Крстор. Точка број 22, КП број 393 КО Крстор. Точка број 23, КП број 435 КО Крстор. Точка број 24, КП број 844 КО Крстор. И точка број 25, КП број 254 кроз 2 КО Трново. Кој е за вака предложениот дневен ред, го молам да крени рака. 3 гласови за. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола од 2022. Имаме представник од општина Битола, ве молам образложете. Значи, како што знаете, програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола цело време се проширува согласно прифатени иницијативи од страна на Комисијата за урбанизам при општина Битола. Согласно законските промени и согласно насоките од Министерство за транспорт и врски се утврди потреба за изработка на урбанистички планови за селата Трново, Магарево, Кравари, Логоварди, Поешево, Раштани и Крклино. Согласно потребата и прифатената иницијатива, програмата се проширува во точката програмски задачи за изработка на урбанистичките планови и во точката документациона основа за изработка на урбанистичките планови за села согласно програмата F1 од буџетот. Буџетот не се менува, но се додаваат селата. Значи во иднина, како што ќе се обезбедат податоците од документационата основа, така ќе почнеме со изработка на веќе наведените села што се во програмата и плюс овие што се дополнува, со кои ја прошируваме. Толку од мене. Благодарам. Дали имате прашања, колеги? Повелете, колешки. Не е прашање, само кратка дискусија. За кои села стануваше? Значи Трново, Магарево, Кравари, Логоварди, Пашево, Раштани и Крклино. Добро, иако не знам по кој принцип се избрани овие села, сепак станува збор за вонградско подрачје, така што во ред мислам, ќе ја поддржиме
измената и дополнувањето на програмата, со оглед дека и се работи за само одредена форма. Така. Добро, благодарам. Благодарам. Други прашања? Доколку нема, преминуваме на гласање. Кој е за точка број 1 програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола од 2022? Мом да кренеме рака. 3 за, едногласно. Од точка број 2 до точка број 25 материјалите се тука. Давам 5 минути пауза да ги разгледаме, па после ќе продолжиме. Продолжуваме со работа. Преминуваме со гласање по точките откако ги разгледавме материјалите. Точка број 2. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација. КП број 635 КО Нижополе. Кој е за, молам да крени рака. 4 за. Точка број... Повелете. 635 Нижополе, точка број 2. За... Ајде, уште еднаш. За 2, 2, против 2. Точка број 3, КП број 395 кроз 14 КО Раштани. Кој е за, мом да крени рака. 4 за. Точка број 4, КП број 433 КО Раштани. Кој е за, мом да крени рака. 4 за. Повеле? Не. Не, една по една. Не, една по една, згладко. Не, една по една. Точка број 5, КП број 673 КО Раштани. Кој е за, мом да крени рака. 4 за. Точка број 6, КП број 2568 кроз 7 КО Кукуречани. Кој е за? Кој е 2 за? Кој е 2568 кроз 7 Кукуречани? 4 за. 2 против? 2 за. Кој е против? 2 воздржани. Точка број 7, КП број 1711 КО Кукуречани. Кој е за? 2 за. Кој е против? Кој е воздржан? Добро, 4 за. Точка број 8, КП број 2067 КО Кукуречани. Кој е за? 4 за. Точка број 9, 20, КП број 2169 КО Кукуречани. Кој е за? Кој е против? Кој е воздржан? 2 за, 2 воздржани. Точка број 10, КП број 2091 и 2092 КО Кукуречани. Кој е за? 4 за. Точка број 11, КП број 441 кроз 2 КО Буково. Кој е за? 4 за. Точка број 12, КП број 836 КО Габалавци. Кој е за? 4 за. Точка број 13, КП број 131 кроз 4 КО Кравари. Кој е за? 4 за. Точка број 14, КП број 165 КО Кравари. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Как? Не гласате или? 165 КО Кравари. 4, извинете. 4 за. 15 точка, КП број 189 кроз 9 КО Кравари. Кој е за? Кој е против? Воздржани? 2. 2 за, 2 воздржани. Точка број 16, КП број 471 кроз 7 КО Кравари. Кој е за? 4 за. Точка број 17, КП број 175 кроз 8 КО Кравари. Кој е за? 4 за. Точка број 18, КП број 1485 КО Логоварди. Кој е за? 4 за. Точка број 19, КП број 1405 кроз 5. Кој е за? 4 за. Точка број 20, КП број 63 кроз 7 КО Бистрица. Кој е за? 4 за.
Точка број 21 К по број 401/1 К Крстор, кој е за? 4 за. Точка број 22 К по број 393 К Крстор, кој е за? Против? Воздржани? 2. 2 за, 2 воздржани. Точка број 23 К по број 435 К Крстор, кој е за? 4 за. Точка број 24 К по број 844 К Крстор, кој е за? 4 за. Точка број 25 К по број 254/2 К Трново, кој е за? 4 за. Исцрпен е дневниот ред. Ви благодарам за присуството.